Дали откако ќе примите вакцина се враќате во нормалниот живот? Одговорот не е едноставен, но владите во повеќе земји веќе размислуваат за тоа дали патувањата или воопшто движењето на луѓето кои се вакцинирани да биде олеснето. Во Израел, светскиот лидер во вакцинирање, например, се подготвува така наречен вакцински пасош. הסיבה השנייה ללכת להתחסן זה שאנחנו באמת פותחים עכשיו תוכנית דרכון ירוק, ומי שיתחסן יוכל ללכת ליהנות מתיאטרון ומסרטים ומופעי ספורט וטיסות לחול וכל שאר הדברים ומסעדות. Израел веќе преговара со Кипар за меѓусебно признавање на тие сертификати, со што туристите од двете земји ќе можат да патуваат без тестови и карантини. И во Данска со сличен план би требало да се олесни внатрешното патување на луѓето, како и да се овозможи заживување на економијата поречиси една година рестрикции. Der er et erhvervsliv, som har behov for også at kunne rejse, og derfor er jeg glad for her i dag at kan annoncere et nyt partnerskab mellem regeringen, erhvervslivet og kulturlivet om udviklingen af et digitalt coronapas. Во Велика Британија се откажаа од идејата за вакцински пасоши, бидејќи постои загриженост од можна дискриминација. Алтернатива е можеби брзи тестови за COVID-19. Од друга страна и многумина експерти предупредуваат дека доказот за вакцинација не ја гарантира докрај безбедноста. Вакцината е ефикасна како превенција од COVID-19, но тоа не значи дека вакцинираните не можат да го пренесуваат вирусот. We don't have enough data right now to understand to what extent vaccination will interrupt transmission. Уште повеќе што се покажа дека на некои мутации на вирусот, како онаа од Јужна Африка, вакцините не штитат доволно. Во меѓувреме идејата за вакцински пасоши е критикувана и поради фактот што сиромашните земји многу подоцна ќе се вакцинираат, што повторно ќе ги доведе луѓето во тие држави во подредена положба. Потоа, факт е дека приоритет за вакцинирање се постарите лица, па тие први би добиле привилегии за движење, додека младите ќе мора да чекаат. Инаку вакви вакцински пасоши не се непозната категорија. Со години наназад функционира така наречениот жолт картон на Светската здравствена организација за евиденција на задолжителни вакцини при влез во некои земји. Овој документ е меѓународно признат. Но за вакцинскиот пасош за COVID-19, кој би важел секаде, се потребни серија меѓународни договори и се уште е далеку од реализација на глобално ниво.